Околу положбата на македонците во Албанија, навистина ние во споредба со македонците во Грција, Егејска и Пиринска Македонија имаме повеќе права нормално во тој дел. Пред се ние веќе ова година прославивме минатата година декември 80 години од изучување на македонскиот јазик во Албанија, институционално во школите и како признато македонско малцинство, кое во 80 години сме признато македонско малцинство. Ние во тој дел му сме благодарни на Албанија, што не признала како македонци и што во одреден степен имаме право пред се во делот на мајчиниот јазик да го изучуваме во образовниот процес, бидејќи македонците во Албанија живеат традиционално во пограничниот регион со Република Македонија и јазикот што се збори во претежно во областите Мала Преспа, Гора, Голо Брдо, Врник, па неколку села во областа Полево, Махелара е македонски, дома се збори македонски, но за изучување на македонскиот јазик да го пишуваме, тоа единствено го имаме тоа право во општина Пустец, областа на Мала Преспа. Во тој дел ние сме благодарни на Албанија, но не е доволно тоа. Значи што нашите барања посебно после падот на комунистичкиот режим во Албанија да може опсегот на правата на македонците да се прошири во сите региони кај што живеат македонци на цела територија на Албанија, не само во делот на Мала Преспа, бидејќи како што напоменав, македонци живеат и во други области, Гора и Голо Брдо, кои се многу по-бројни за разлика од македонци во Македонија, во Мала Преспа, но не се признаваат како македонци тука. И тоа е најглавниот проблем и борба наша да може да се признаат македонците во сите региони и да ги уживаат правата што му следат во сите региони и во цела територија на Албанија. Во тој дел, како што кажав, значи ние сме благодарни на Албанија, но нашето барање да се прошири и едно од главните барања е да може нашите региони економски да се развијат, бидејќи нажалост во сите 30 овие изминати години овие региони се запоставени од албанските власти и едни се од најсиромашните региони во Албанија, каде што нема основни услови, да кажеме, и патна инфраструктура, и водовод, и канализација. И поради тие причини многу македонци се принудени дали внатрешно во Албанија да се преселат, да живеат во поголемите градови, дали во Македонија или во европските држави. Значи, освен на националните права, наше барање е и економски права. Тоа е, мислам, дека и најбитно, да бидејќи македонци навистина заслужуваат да имаат еден достоинствен живот, затоа што на крајот ние сме и албански граѓани, ние сме лојални граѓани на државата кај што живееме, сме пример за почитување на законот, плаќаме даноци нормално како сите граѓани и така што тоа ми не бараме ништо против било територијалниот интегритет на Албанија, но бараме да ги уживаме основните човекови права кои што нормално секое малцинство треба да се ги ужива во државата како кај што живее. Да се биде македонец во Бугарија е многу тешко. Негирање од секаде. Ако си македонец, може и од работа да те разреша. Секојдневно по телевизија, по радио се говори дека нема македонци, дека македонците са бугари и това пречи на доста луѓе да се определаа като македонци. Други се плаша да не ги разреша од работа. 16 присуди има Бугарија од Европскиот сојуз и не трепка, нема нешто да зема решение да се управи, да ни дада правата. Пречаа ни на собири, правиме собири там прослави, сега ќе правиме на 27 април собир там за прослава за Јане Сандански и винаги ни пречаа и полиција. Има фундација Бугарија, Македонија, там на Виктор Стојанов, слага по паметниците знамиња бугарски и полицијата најважно като вида луѓето многу полиција и се плаша, не секој може да дојде. Минатата година ни собра знамињата да не можеме да вееме 16 както сонце и така, постојано е така. Од притисок, хората се плаша
и ќе чекаме по-добри времена. Ние се бориме, ние не чекаме да на готово да дојде. Мога да кажа за попис, имаше 1992 година населението в Бугарија и по втора програма, телевизија имаше прва и втора програма, тога беа само две. По втора програма вечерта кажа дека 255.000 луѓе се пишали македонци и втора програма веднага ја закрија. Нема телевизија повеќе втора програма. Утрето отидох да зема вестници, нема ни повестници, никаде не се спомена повеќе колку сме били пописот. А и пописот не беше слободен. Мога да кажа за мене како беше, като влезна пописвачката, седа и почва да пишува. Викам, чекай, седаш, викам и пишуваш, защо си дошла? И ми да те преброиме. Ми викам, като е да не преброите, викам, прашайте какви сме, що сме. Викайте, какви сме, вика, бугари. Викам, нема бугари в тая кашта, викам, само македонци. И викам, ако пишеш македонци, пиши, ако не, вратата откъде си влезнава, еми нема таква графа македонци. Викаме, там пише и други. И къде и други, напиша македонци, оти съм бил така настоятелен. Дадох зор да пише македонци, а кои се плаша, нема да се съпишали. И така, че ако беше слободен попис, учеше са много повече от 255.000. Много ми милост, што гледам тука, што убаво мислат македонското јазик. Ние во Грција не можеме така направиме. Тешко е како и во Бугарија. Ние што знаеме македонски и мислиме од дедото и од бабата. Ни граматика, ни ништо. Младите и најдеме едно направиме со песните и со ората. Ама младите сите песни знаат и пеат, ама не знаат што ќе се каже вода, кој, зашо мисли песна за вода и за тоа и за вода. Не знам што ќе се прави. Грците, како и во Бугарија, побитер, јас ќе ти кажам, по-тешко и од Бугарија, там кај нас. Не знам как ќе стане. Ние само има вијакшодо на песните и на групите. Како ми каже едно Кристе Наумовски мечкар, што писа песната, нас човеле пускај песната. Така ќе се бориме, така ќе одиме. Не знам, ако дојде повеќе демократија, да ми простите и за зборовите, не знам ако ми разбирате. Ама толку можеме, толку мислиме. Сакам да продолжиме со господинот Атанас Плоча. Тој, како што кажав, е заменик градоначалник на општина Пустец, исто така и член на председателството на партијата Македонска алијанса за европска интеграција. И еве сакам да го прашам како градоначалник, како член, како припадник, да речеме, на државниот систем, дали каква е инфраструктурата во тие области каде што се населени претежно со македонци, дали имате помош од државата, дали се инвестира, какви се условите кои ви гинуват, дали се инвестира во тие во вашите општини или и таму сте? На прво место ви благодарам за пречекот што ни го подредивте овде во Швајцарија. Нашата општина е многу мала општина. Знаете, 9 села се таму и инфраструктурата е во тешка состојба. Фалат многу инвестиции, патиштата се во тешка состојба. Имаме проекти како општина што треба да се инвестира, ама тешко дава државата пари. Да речем, може и јас откако сум дојден сега во оваа функција заменик градоначалник. Од кога сте, извините? Од октомври 2024.
23-та, извинете. 23-та, од октомври на година. Едно школо се реновира во село Туминец. Таа е мала инвестиција, што и обичен човек, инвеститор мал, може да дојде, например, да го среди школото и една плажа ќе се прави сега во село Зрноско. Патиштата се дупка до дупка, никако не се оди. Државата слабо инвестира. Амбулантни возила. Амбулантни возила в Бугарија му има дајано појче. А му ги примат, да кажам тоа. Јас таму сум, амбулантни возила, компјутерски вака помагала што имаме таму маси, му ги прими градоначалникот како помош. Од Бугарија дојде си. Од Бугарија? Да. Дали државата ве бојкотира затоа што претежно населено со македонци или таква е политиката во сите рурални средини? Па јас мислам дека таква му е политиката таму ради тоа, за да се иселиме и ние. За да се иселиме и ние. Јас не гледам нешто големи инвестиции до сега да се направи. Бугарија во моментов многу инвестира, да кажам. Може за тоа за да го привлече вниманието, например, населението кај нас да се попишат и бугари или ќе работи, може тоа му е политика, ама многу имаат инвестирано. Општинско возило му има дајано, амбулантно возило, 35 компјутери, не знам баш колку се точно, има донесено за секој вработен таму. Башка вака мебел што има донесено. Тешко е. Многу села се плаше да пее. Во Воден, во Кукуш, пред 20 години никој село не пееше. Само во Лери и едно-две села во Костур. Во Костур сега се пее на 10 села, а во Воден, во Негуш, во 50 села. Се отвори ово. Костур е местото што таму загина војната, комунистите. И сите избегае. И влезе ово, не ке пее тука. Во Костур уште и денес не се пее песна. Во селата во други да. Во Костур забрането. Во Загоричани, во селото што беше чисто, гарците вике Мала Софија. Од таму беше Димитар Благоев. Уште и денес не само песна и музика не се слуша македонска. Ке се бораме за да може и таму да се пее. Пред 20 години на 2-3 села, 10 села, 8, 10, 15, сега ќе се бораме колку можеме повеќе да се пее. Сега во Воден, во Солун се пее послободно, околку се пее во Костур. На овие луѓе им треба поддршка, не само морална поддршка која еве на вакви собири се добива. Сите ние сме македонци, ни треперат срцата, никој денес не остана равнодушен на ова што се зборуваше овде, ниту пак вчера на забавата која се одржа на манифестацијата на културно-уметничкото друштво. Тоа не ни фали, меѓутоа во случај како што еве тужени се од Мала Преспа, господинот Стериовски, мора да бараат сами адвокати, мора да се снаоѓат, овде треба и финансиска поддршка, овде треба поддршка и од матичната држава. Навистина се надевам дека овие пораки ќе стигнат до властите, дека ќе се разбудат, имаме нови власти сега, се промени, се надевам дека ќе има ентузијазам да се решат овие прашања. Имавте средба неодамна и со председателката Гордана Силјановска, се надевам навистина дека нешто ќе се размрда по ова прашање.